Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Стандардно секоја сезона ја започнуваме со она што најмногу ги засега кумановските ученици, нивните родители и наставниот кадар. Овој пат со нас е раководителот на секторот за образование од општина Куманово, господин Жика Крстевски. Добро вечер и ви благодарам што се озвавте на нашата покана. И господја Сања Димитриевиќ, раководител на подрачна единица на Бирото за развој на образованието. И вам ви благодарам за одзивањето на поканата. Благодарам што ме поканивте. Тука сме да разговараме за оние состојби кои што се во моментот во образованието. Стартуваше учебната година, може да се рече до некаде и успешно, бидејќи сите училишта започнаа навреме со учебна година. Какви се инфраструктурните услови за одвивање на наставата? Пред се за квалитетно одвивање на наставата, одредени родители и одредени наставници реагираат дека во одредени училишта нема квалитетни услови за одржување на наставата, дел се и небезбедни. Кои се предлози за надминување на овие состојби во образованието во кумановските училишта? Благодарност до вашата телевизија што на прашањето на образованието му посветува внимание сега во почетокот на учебната 2016-2017 година. Еве, 3 недели веќе како наставата се одвива во сите основни и средни училишта. Учебната година започна најнормално, најинтересни беа оние првите денови на учениците во првото оделение, генерација 2010 година и јануари месец 2011 година, со закон тие се опфатени сега во првото оделение и оние девето оделенци кои го завршија основното образование и се определија се запишат во училиштата што ги имаме ние во Куманово. Средно образование, а дел од нив се запишани во други училишта кои ги нема во Куманово, ги има во Скопје или во некои други градови. Во текот на летниот период се училиштата има задача во однос на ова што беше вашето прашање, што е направено за безбедност на учениците, за подобрување на условите во кои треба да се одвива наставата. Тоа секоја година се прават оние подготовки што се задолжителни во однос на кречење на просториите, санација на одредени недостатоци и кварови кои настанале во текот на учебната година. ХЕС си го врши она што му е задолжение, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училиштата. Сето тоа е завршено. Има одредени активности инвестициони кои во овој летен период се завршија, а дел од нив кои се уште трајат, затоа што не се успеа во тој период да се заврши, меѓутоа се со цел да се создадат оптимални услови за реализација на наставата во сите училишта во согласно со она што е со закон предвидено какви треба да бидат училиштата и спрема можностите што ги има локалната самоуправа и одредена поддршка од надлежното министерство во чија надлежност се и капиталните инвестиции, што веројатно ќе стане збори понатаму во оваа емисија. Има одредени проекти што се завршени, меѓутоа почнато е во сите училишта и мислам дека се создадени тие оптимални услови за нормално одвивање на наставата. Иако мора да потенцираме дека како институција немате некоја одредена ингеренција по однос на оваа прашање, но сепак одредени родители, она што можеме да го дознаеме од информативните изданија се разбира, постојат одредени училишта каде што навистина има убави, да кажеме солидни услови за одвивање на наставата, меѓутоа има и одредени училишта каде што отстапуваат, да кажеме одредени недоследности, бих ги нарекла. Видете вака, значи со Законот за децентрализација од 2006 година објектите, односно училиштата, училишните објекти потпаднаа под локалната самоуправа.
Така што за одржувањето на истите е одговорна локалната самоуправа со поддршка и од Министерството за образование и наука, со тоа што Министерството нели плаќа блок дотации кои што се стиваат на општинската сметка, понатаму општината ги распределува нели за сите училишта, дали ќе биде подеднакво, дали ќе биде таму каде што треба потребно, значи тие си имаат своји критериуми на кој начин ги распределуваат тие средства. Сега, во однос на блок дотациите, значи тие се однесуваат на превозот за ученици, тие се однесуваат значи за грејењето во зимскиот период, се извинувам, и се однесуваат нели за исплаќање на платите на самите наставници. Додека за поголеми инвестиции, значи капитални инвестиции за реновирање или санација на некои поголеми штети, училиштата, односно училишните тимови, менаџерските тимови можат тоа да го остварат и преку проекти кои што ги нуди исто така и Министерството за образование и меѓутоа и USAID. Значи, доколку тие изработат проект и го достават, проектот секако дека ќе биде разгледен, ние имаме и таков позитивен пример. Еве земете го за пример училиштето Браќа Миладиновци. Значи беше доставен проект, беше реновирана целосна окновната конструкција, сменети значи вратата, прозорците, заменети со нови ПВЦ прозорци и така натаму. Значи за покапитални инвестиции училиштата треба да изготват сопствени проекти. Додека за овие, да кажеме, други посетни. Зборуваме, значи, да, треба да се отстранат сите оние значи да се санираат сите оние штети кои што представуваат потенцијална опасност за учениците. Нели пред се треба учениците да ги одгледуваме во една здрава средина, кое што нормално нема да биде опасност по нивните животи. Секој родител си го праќа своето дете на училиште со убава мисла. Така што верувам дека овие недостатоци за брзо време ќе се отстранат и дека ќе се санираат со помош нели на локалната самоуправа, со помош на и самите училишта имаат финансирање, затоа што со само финансирање, значи поголем дел од нив располагаат со спортски сали кои што ги издаваат значи на одредени спортски клубови, не знам, на тениски клубови, на карате клубови, на аеробик, фитнес и така натаму. Така што со тие средства за самофинансирање самите училишта можат да санираат значи дел од штетите кои што се предизвикани сега, дали намерно или ненамерно од страна на учениците, но секако голема улога тука има човечкиот фактор. Факт е, господине Крстевски, дека одредени училишта навистина се понапредни во однос на инвестициите, во однос на инфраструктурата, навистина многу работат и менаџерските тимови, има и такви поинаки, ви кажале оние кои што помалку време посветуваат на прибирање на проекти, барем од областа на инфраструктурата. Не збориме за лајт проекти. Дојдеме до прашање понатаму кои училишта се, да кажеме, се и поатрактивни за учениците и за родителите кои ги вршат изборот. Тука се разбира и реонизацијата во текот на емисијата. Пак се враќаме значи на првата точка. Не ја споменав, а вие ја спомнавте децентрализацијата, еден процес со закон утврден кој за жал во последните 5 години како децентрализација не знам јас да сум го слушнал било каде, дали на национални, на локални телевизии, децентрализацијата и покрај тоа што динамиката на фазите како треба се дојде до она завршна децентрализација кога локалната самоуправа ќе има и изворни приходи за да ги остварува надлежностите што со закон ги има во сите сегменти на општествениот живот, тогаш можеме да зборуваме дали локалната самоуправа добро ги менаџира сите овие работи или само се трпат од една страна надлежностите, а фискалната децентрализација е таа иста. Значи, со исти пари, секоја година има надлежност плюс. Особено, тоа е потешко во општини каде што има одредени проблеми, како Куманово, што е општо познато, веќе 10 години во континуитет има блокирана сметка, каде што се ограничени приходите и со тоа и расходите за оние покапитални инвестиции и во областа на образованието и пошироко. Да не ме сватите погрешно, ако ние, односно училиштата, спасот го гледаат во најголем случај. Значи, не локална самоуправа настрана од ова. Таа во рамките на своите можности учествува во одредени активности. Министерството во дел од тие активности. Меѓутоа спасот, не само ние во Куманово, меѓутоа и во Македонија, го бараме во донација. USAID,
UNDP, амбасади, се она што значи некоја донација за да ние некои суштествени проблеми што ги имаме ги решиме во образование. И само уште ова за жал, и тие одлуки што се носат, кои училишта, во кои градови ќе ги добијат, на некој начин од централата се насочува, така да многу поретко во однос на други градови, Куманово има можност да добие така по-значајна донација со која би се завршиле по-капитални инвестиции во сферата на образование. Тука ми беше, значи, збората, постојат одредени училишта кои максимално ги искористија тие донации, тие средства. Постојат позитивни примери во Куманово кои што не само браќа Миладиновци, има тука и многу училишта кои само тоа го дадов како пример, да. Јас имам и податоци во кои училишта се во тек, кои се веќе завршени. Меѓутоа, зборот ми е дека ние со донации решаваме некои сусетствени прашања. Поентата на прашањето беше во однос на работата на подготовката на проекти. Одредени училишта како да стагнираат малку. Одредени менаџерски тимови на одредени училишта. Дали се согласувате со оваа констатација како не, позитивно јас не се мислење? согласувам, се извинувам. Добро, се извинувам. Се уште Повелете. ми дадовте збор на мене. Значи, имаат подготвено проекти, да немаат, не би ги добивале овие што еве сега во моментот има проект во Кирил и Методиј се после, нели, не знам, од постојањето училиште се воведува парно грејење на тој дел. Имаме инвестиции во училиштето браќа Рибар во Табановце. Да го наведеме како позитивен пример. Таму се заменија подовите, се заменија и вратите позорни, значи цела она инфраструктура што значи влезни врата, светларници, прозорци и се она што значи заменети се подовите во сите училишта, од сега останува уште фасада, така да очекуваме дека тоа ќе биде затворено целосно со ова. Имаме и други активности, меѓутоа гледам немате трпение Не, сакав само да се надоврзам на претходното за позитивните примери. Значи исто така има изградено и 2 спортски сали. Едната е значи во основното училиште Магдалена Антова во населба Карпош. Другата спортска сала исто по проект направена, значи. Другата спортска сала е во земјоделското училиште, значи в Хиро Бурнас и така натаму. Меѓутоа, сега малку... прашањето се однесува колку одредени училишта и менеџерски тимови работат за искористување на оние проекти кои што се вон локалната власт и вон Министерството за образование, зборим. Немам јас некои статистички податоци со кои би располагала за да можам тоа да ви го кажам. Значи, постојат одредени менаџерски тимови кои што се борат за проекти и кои што работат на проекти, постојат и такви менаџерски тимови кои што без проект очекуваат дека ќе добијат некоја, не знам, голема промена во нивното училиште. Факт е дека за такви големи проекти треба сепак за такви големи промени треба да се изработи проект. Тоа го кажам. Сега би сакала да се надоврзам на нешто претходно. Сега образованието и политиката не одат рака под рака, меѓутоа дека колегата спомна, значи дека некако како централната власт да го маргинализира Куманово. Јас сакам само да подсетам на една инвестиција која што требаше да се случи, меѓутоа не се реализира, сега по чија вина нека преоценат самите гледачи. Значи, пред неколку години имаше проект, тоа помина и на влада на Република Македонија. Зградата на Пионерскиот дом требаше да биде земена и целосно реновирана и тука да се отворат диспрезирани студии за информатика и за геодезија. Беше потребно да се пројави интерес од 80 средношколци кои што завршуваат 4-та година, значи матуранти се, со цел за да можат нели тие диспрезирани студии да се отворат и да се изреализира тој проект. Тој проект за жал пропадна. Сега зошто пропадна? Не би сакала тука со прст да покажувам и виновникот да го барам јас. Меѓутоа, имам некои сознанија дека анкетата која што требаше да биде спроведена на нивото на средни училишта воопшто не е била ни спроведена. Не, значи за да се види интересот на нашите ученици дали воопшто сакаат да ја посетуваат таа настава. Сега, од една страна ние изгубивме значи диспрезирани студии покрај тоа што Куманово е еден од најголемите градови во Македонија, така што Скопје, Штип, Свети Николе, значи се стана универзитетски центри.
За жал ние изгубивме таква инвестиција, меѓутоа не само што изгубивме, значи инвестиција каде што ќе имавме диспрезирани студии и тоа ќе одеше на олеснување на родителите, значи да не плаќаат патни трошоци или трошоци за седење на учениците за кирие во другите градови, туку ќе можевме да привлечеме студенти и од други градови кои што сепак своите пари пак ќе ги трошат тука во Куманово, ќе излегуваа по наши кафулиња, значи ќе ги трошат парите по наши, да кажеме, бутици и така натаму. Ние не очекуваме заработка од студентите, меѓутоа факт е дека тие мора да живеат, нели, во Куманово. Така што не дека централната власт не сака воопшто да инвестира во Куманово и да го маргинализира нашиот град. Меѓутоа сепак за се треба двајца, значи мора да се има соработка доколку сакаме нешто да се случи поинаку. Господине Крстицки, дали имате нешто на ова да додадете, па да пројдеме на темата за намалување? Во стартот се договоривме, значи да дискутираме за образование, а сега отидовме во други води и сега не можам да останам без реакција. Значи, ова што вие го кажувате за пионерски дом не е точно. Еве, имам, ве гледам во очи и ви кажувам дека не е точно. Со тој простор управува Министерството за образование, Добро. централната власт. Така. И после долги години стоење така во без функција, знаеме што значи домот на пионерите или центар за детско творештво во минатото кога и вие сте биле дете и објект. Претпоставам дека сте биле дел од тој Така. центар за детско творештво, пионерски дом тогашен. И верувам дека сте биле затоа што илјадници деца се биле таму вклучени. Кога остана без функција, а ние во неколку наврати го имаме барано да го ставиме во функција и на училиштата, и на невладиниот сектор, и се она што ќе биде интерес на граѓаните и особено на децата во општина Куманово за потребите на тие структури. Меѓутоа, само се извинувам. Ние добивме известување дека таму е предвидено да се отварат некои дисперзирани паралелки или клонови на студии на некои факултети. Геодезија и информатика. Таа работа не е понатаму наша. Никој не барал од нас да правиме анкети. Тоа Министерството може да се го направи во секој случај. Има сектор за високо образование во Министерството кое си е должно целата таа работа за. Меѓутоа остана тоа не реализира. Повторно го баравме затоа што видовме дека не влегува и повторно немајме информација. И само ова да ви кажам, дека нема таа комуникација. Ние не функционираме како општина, како дел на ова држава. Држава не е само република, односно владата, собранието, држава сме ние општините со сите органи што ги има на ниво на општината, локална самоуправа и на ниво на држава. И само ова што ги споменате салите и менаџирање. Значи салите кога почна да се гради салата во средно училиште Киро Бурнац, ние немавме никаква представа дека таму ќе се гради сала. Едноставно со автобуси дојде луѓе, дојде министерот и се стави камен темелник на таа сала. Само да одговорите на ова прашање и преминуваме на другата тема. Вака, јас мислам дека вие не ме разбравте. Јас не реков дека локалната самоуправа, дека објектот пионерски дом е под локална самоуправа и дека локалната самоуправа не го дава. Јас само кажав дека анкетите кои што требаа да бидат спроведени, дали требало да ги спроведе општината, не кажав ни тоа. Реков дека анкетите што требаше да бидат спроведени, директорите на училиштата, средните училишта не ги спроведоа. Тоа ми беше мојабетот, вие малку погрешно ме сватите. Не ве свати погрешно, меѓутоа јас прв пат слушам за такво задолжение дека дал некој на училиштата тие не ја. Ова е сигурна информација, само уште нешто е за во врска со спортската сала. Јас мислам дека за голем поздрав е што нешто се гради. Мене ми е жал што локалната самоуправа, јас тука не можам, значи можам да кажам мој субјективен став, не можам да стојам позади мојата институција во ова сега што ќе го кажам, значи односите помеѓу Министерството за образование и помеѓу локалната самоуправа не сум запознаена со нив, а искрено да ви кажам, мислам дека вие сте тие кои што треба да си ја остварите меѓусебно таа соработка и тука по тоа прашање не би можела ништо повеќе да кажам. Тука може да кажеме дека се согласувате дека е потребна посилна комуникација помеѓу Министерството и локалната самоуправа. Ние мора да пројдеме на втората тема, она што ги навистина што е забележително последниве години во Куманово, се разбира на секаде во Македонија. Во Куманово се намалува бројот на запишани ученици, кои според вас се причините за оваа состојба? Сведоци сме дека секоја година се помал број на ученици има во
некои основни училишта, што потоа се како последица забележува и во средното образование, односно мора да ги напоменеме тука училиштата Толизор Домис и Вукараđić, кои запишуваат многу мал број на ученици. И од она што го имаме работено како информативна редакција, од она што го добиваме како податоци од самите граѓани. Врз основа на информациите што во изминатиот период се подготвувани, оние кои во овој период ги подготвуваме, се прави одредена споредба колку ученици биле пред 10 години запишувани во основни и средни училишта и она што сега е фактичката состојба, има разлика и има тенденција на намалување на број на деца. Еве, од оваа година, да не се бавиме со оние постари податоци, ова година по прво деление, спрема списокот што имаме добиено и проследено до основните училишта, имаше 1550 ученици, односно новородени дечиња, кои се стекнуваат со право за запишување во прво деление, а запишани се 1259. Значи, негде околу 250 ученици ги нема. Едноставно, таа бројка, во тој процентот прилика се јавува во последните неколку години, што значи се намало, или ги нема тие деца. Сега, нормално, тоа се списоци кога се родени децата. Дали тие се тука, дали дел од нив, не да Боже, починале, меѓутоа, тоа се тие показатели. Јас често го кажувам проблемот со пописот. Ние не може да дадеме, немаме други истражувања врз основа на што би дале некој поконкретен одговор каде се тие луѓе. Факт е дека не се иселуваат луѓе, не се иселуваат и млади и возрастни и дел од, можеби најголемиот дел од ова опаѓање на бројите во однос на тоа, дека луѓето се иселуваат. Сега, има и други причини, меѓутоа не може ние врз основа на овие наши податоци да даваме некој заклучок што е причината. Меѓутоа дека се намалува тој број, се намалува. Во однос на минатата година не се толку драстично јави некоја разлика во однос на претходната година, така да се очекува дека ќе се стабилизира. Некои искажувања што има од одредени лица кои така се занимаваат со ова прашање, меѓутоа незванично, дека онаа криза, да кажеме, што беше 2001 година, има одраз кај популација и кај сите етнички заедници во општина Куманово, затоа што и намалувањето на број на учениците е секаде равномерно. Секаде се намалува, не е кај една популација. Така, збориме иначе во тој контекст. Знам дека немате некои податоци по основно. Само на она што го кажа господинот Крстевски. Значи, печалбарството во Македонија е традиција уште од многу одамна, не е ништо ново и тоа што луѓето, да кажеме, на некој начин еве се иселуваат. Меѓутоа, би сакала да се надовржам во врска со намалената бројка на деца. Значи, не само тоа што имаме луѓе кои што, да кажеме, еве се иселуваат или што кажа господинот Крстевски, можеби некои од тие дечиња за жал им се случило нешто, починале или поради било која друга причина. Тука имаме уште некои други фактори. Значи, имаме посебно популарно кај ромската популација, значи децата воопшто или не ги запишуваат на училиште, се додека не дојде оној краен момент кога, бидејќи нели основното за образование и средното образование е задолжително, или ќе ги запишат децата на училиште, ќе појдат децата месец-два и потоа мистериозно исчезнуваат, односно не исчезнуваат мистериозно, туку одат некаде, да кажеме, на сезонска работа, дали на берење, не знам, јаболка, сега карикирам, не ме фаќате за збор. Значи и тие деца не се појавуваат долго време на училиште. После некое време пак ќе дојдат и сега наставниците се ставаат во позиција и директорите да не знаат дали треба тие деца да полагаат сега класен испит, како да го поминат тоа оделение кога нели одреден период не биле на училиште. Од друга страна, модерните времиња кај нас дојдоа. Ние имаме толку многу млади кои што имаат кои што се веќе возрастни, кои што немаат се уште оформено семејства. Гледам дека по социјалните мрежи нешто во последно време многу се пропагира и тоа дека е убаво
значи да си се посветиш на собствениот живот и на собствената кариера, а да не го прошируваш своето семејство. Може да се каже дека се намалува, Така. меѓутоа Куманово не спаѓа во таа категорија на општини, напротив спаѓа во категорија на општини кои што се со природен да, повисок сакате да природен, кажете со поголем природен Прираст. прираст. Така, меѓутоа јас ова го наведувам чисто да се надовржам, значи на колегата Крстевски, една од причините која е што опаѓа бројката на деца. Значи ние имаме здрави, прави, вработени кариеристи кои што едноставно не сакаат да си го прошируваат своето семејство. Тука може И тоа да се рече одразува. дека одреден степен на одредени училишта навистина запишуваат голем број на ученици, како Да, што е да, да. Кристијан Карпаш во населбата Перачич. Да, па таму е најголема концентрација сега на населението, значи таму е дел каде се гради. Тоа е Меѓутоа на Има сметка исчезнуваат старите услови за училишта град да ново Караѓичи град. и Толизордумис кои што во минатото важа за така солидни училишта со солидна бројка на запишани Искрено да ученици. ви кажам, и двете училишта што ги спомнавте, и Вук Караджич и Толи Зордумис имаат квалитетен наставен Се кадар. разбира дека имате, За жал, не тие спорим, училишта не навлегуваме во секоја година кај нив драстично опаѓа бројката на деца. Мислам дека тоа е една појава на масовно иселување на македонското население, значи од тие делови од градот, така што видите, демократско право е на родителот каде ќе го запише своето дете. Тука ќе морам после за иронизација Да. да се навлечам. Значи, родителот е тој што бира каде ќе го запише своето дете. Порано да, се почитуваше таа реонизација, меѓутоа сега самиот родител, значи ние имаме родители кои што живеат можеби во таа населба, своето дете го запишуваат во училиште Браќа каде или што крсте. браќа или крсте, па некој дури и во Кочарацин каде што децата се изложени на патување. Меѓутоа тоа е личен избор на родителот и ние тука ништо не можеме да направиме Тука во тоа законска прашање. законот дали предвидува одредени санкции кон родителот, знаеме дека санкциите постојат за одредени, да кажеме ова за незапишување на учениците во основно задолжително што се однесува до ромската популација, факт е дека тие си одат на сезонска работа. Меѓутоа некои казни не се забележителни како казни на родители. Во однос на тоа дали се почитува реонизацијата, нема казнење, точно е дека Нема законски што може да се има реонизација која ги насочува во кој училиште треба се запишат учениците од тој дел на градот. И самата изградба на училиштата е така направена и реонизацијата. И таа во моментот не е толку драстична за да се прави некоја друга реонизација, затоа што за да правиме друга реонизација треба да имаме нови училишта за да може да се растовари едно училиште со помал број на ученици. Меѓутоа, па добро, веројатно владата, пошто ќе бидеме во добри односи, ќе го стави Куманово во тие 100 сали направени, односно 100 училишта, градинки и така натаму, па ќе имаме среќа и ние да имаме нешто од тој дел. Точно е за салата дека изградена и камо среќа така да се надпреваруваат партиите, кој повеќе ќе направи и секој година да имаме подобро на сите граѓа да и биде поубаво, па и на учениците во училиште. Се враќам на оваа прашање. Значи, родителите може да си ги запишат во било кој училиште. Меѓутоа го губат оној бенефит што, значи, бесплатен превоз. Тоа е единствено што го има. А законот да ги казни, например, не може во тоа училиште? Не може да ги казни. Тоа е со реонизација регулирано, така да не е законска одредба која ќе биде нели кажнива. Кажниво е ако родителите не го запишат детето во училиште, основно и средно, затоа што е задолжително. А казни се изрекуваат, нешто не сме сведоци многу на изрекување на казни, иако одредена маса на луѓе, се разбира, станува збор за социјално ранлива категорија на граѓани кои што не ги запишуваат. Тоа е исклучиво во надлежност на државниот просветен инспекторат. Не, во ниједна ваша ингеренција се. Предходно што кажете за изградба на училиштата и на градинките. Значи, и колку што се сеќавам, за време на предизборната кампања, локалната самоуправа исто така ветуваше некоја изградба на градинки, меѓутоа ние тие градинки уште не ги видовме. А чисто еве за кумановската јавност би сакала да најавам дека Пионерскиот дом, кој што пред малку го спомнавте, значи таа зграда, информирана сум дека има подпишано сега договор со Министерството за труд и социјала и дека токму таа зграда ќе биде, значи, пренаменета во детска градинка, се со цел да се растерат
растеретат детските градинки, бидејќи факт е дека имаат многу деца и уште многу неразрешени молби кои што чекаат на ред да се разрешат. Да, тука ќе мора да прекинеме бидејќи се разбира тоа за Министерство за труд и не се повикани надлежните, се разбира секој чест за вас како гости, меѓутоа надлежните од градинката тоа повеќе ќе го најават. Ученици има се помалку, ние го споменавме тука, мене како граѓанин на овој град пред се и како новинар постои одредено мислење кај самиот наставен кадар, кај учениците, кај родителите дека одредени училишта со тек на време ќе исчезнат, едноставно ќе нема да запишат деца. Мислите одредени насоки во училиштата? Не, мислам одредени училишта. Купно. Купно. Мислам онака како институција, дека ќе исчезнат. Ако сакате на граѓаните да им дадеме бидејќи ги имате таквите податоци, не политички, него она што е фактичката состојба, јас би ги прочитал следниве податоци што ги имаме во средното образование, особено во средните стручни училишта, каде што бројката на учениците од година во година опаѓа и дел од училиштата не можат да ги исполнат паралелките што се предвидени со стручното образование. Да, стручни, особено гимназијскиот дел, за сега нема проблем. Техничко училиште добро се снајде со нови струки, така да и тие немаат проблем со запишување на деца. За жал, таму па најголема бројка качува медицинските сестри. Да, ама особено медицинските сестри и се плашам од многу голем број на хиперпродукција на кадар во ова. Меѓутоа, еве, наше е да зборуваме за образованието, а тие други ќе водат сметка за нивно вработување и каде тие ќе си најдат нели екзистенција кога ќе го завршат ово образование. Меѓутоа, опаѓаат во економските струки, односно, нели, тоа порано беше занатчиеско, занатлиско училиште и економско, па сега стана економско училиште и има одредени насоки во ова кои буквално никаков интерес не пројавуваат. Да, со години на нас ги правиме. Исто и со земјоделското училиште, меѓутоа, ако, еве, направиме анализа, зошто е тоа така, сите овие училишта, кога се конципирале што во Куманово ќе има од средни училишта, се тргнало од она што Куманово има е препознатлива, да. Понуда за вработување на такви струки. Чевларството, текстилството. Да кажеме, да, чевларството, тоа за нечиското училиште никогаш немало проблем. И текстилната индустрија и се она што веднаш тоа училиште содава кадри. Меѓутоа сега ги нема тие капацитети. Ние имаме чевлари, меѓутоа имаме расцепкани повеќе голем број на ова, меѓутоа не е тоа сигурно вработување за овие ученици, така да избегнува да се запишат. Во машинските струки, таму па има, се создава кадар, меѓутоа вработувањето е проблем. Затоа што ние сега ФЗЦ го имаме во една минимална форма од она што значи, а диктирањето на развојот на училиштето било со растењето на фабрика. Па од стара се изгради нова фабрика на ФЗЦ и голем број на ученици кои веднаш по завршувањето се вработуваа таму во Лимарско, во Искра и така натаму. Во земјоделското ги немаме ни џик, ги немаме ни клечовци, ни умидол, така да на пазар не може тие да помине затоа што нема кој да ги бара тие кадри. Се размислували како да се отцепат, да кажеме, одредени ученици од гимназиско и оние што се поатрактивни, велите здравствено информатика, да се отцепат таквите ученици и да се едноставно пренасочат кон ова стручно образование. Или пак да се пронајде одредени, може би повеќе ваша ингеренција, одредени, да кажеме, струки кои што би биле понатаму барани на пазарот на трудот. Не би се согласила толку дека со машинство е, баш напротив се барани таквите струки и овде и на регионален пазар и на меѓународен. Вилушкар, например, една бравар, такви професии се меѓу најбараните. Вака.
Значи, јас не се согласам со тоа дека учениците не се запишуваат во училиштата, односно во стручните училишта поради таа причина, поради вработувањето, затоа што тие тогаш и не ни знаат што сакаат да бидат. Реално да зборуваме, значи тоа се полуматуранти кои што се уште лутаат со своите барања и своите сваќања. Затоа што јас кога бев на тие години мислев дека ќе бидам првин докторка, па потоа си мислев дека ќе бидам, не знам, па пејач секако не, меѓутоа мислам не ја подценувам професијата, немате погрешно ме сватите, меѓутоа немам афинитети кон таа професија и така натаму. Мислам дека со тоа што им се овозможи сега скоро на сите студенти да можат да се запишат на факултети со намалувањето на партиципациите и така натаму, повеќето од нив се одредуваат за овие факултети кои што да кажеме Сеопштествено, така. И затоа повеќето од нив сакаат да се запишат во гимназиското образование. Меѓутоа, стручното образование кај нас, значи, нуди исто така квалитетен кадар, со тоа што можеби треба само малку подобро да се тоа изрекламира, да се промовира и да се направи некоја промена, се со цел да се заинтересираат и да се запознаат што повеќе можно учениците, какви можности се тие ќе имаат таму. Јас во еден разговор со директорката на земјоделското училиште и дадов предлог со тоа што го видов она, нели, кога одиме на стручни увиди, одиме на сите училишта, секако за кој училиште ќе добиеме задолжение, така што имав прилика да одам во едно средно козметичко училиште. Тие имаат исто така козметички смер, меѓутоа имаат и оној фризерски смер. Мислам дека има и фризерска насока, и затоа и тоа го зборувам и затоа предлогов и го дадов на директорката. Значи, изведуваат пракса во сопствен деловен простор. Во соработка со локалната самоуправа им отстапила еден простор, деловен простор, каде што тие ги имаат однесено сите оние потребни нели материјали што треба за фризерај, да не кажам, за едно козметичко студио. Така што децата наместо да ги праќаме на пракса века одредени фризери, каде што искрено да ви кажам, убедена сум во тоа дека освен варење кафе, купување бурек и метење влакна, тие не стекнуваат некакво, кој знае какво практично искуство. Ваму праксата им ја држат наставниците кои што постојано се наоѓаат, значи, во тој локал, каде што учениците се менуваат нели според часот кога има пракса. А ако ви кажам дека клиентелата е од најголемата е од страна на наставниците од сите училишта во Скопје, еве јас би била првиот клиент ако нешто такво би се направило на пример во Куманово. Има значи материјал, има опрема за да се опреми таков деловен простор, со тоа децата тука ќе си ја стекнуваат праксата, значи за едно фарбање, за едно фенирање и со символични суми, значи тоа може да се среди на тој начин што тие средства подоцна ќе се користат за репроматеријали повторно за да се набават значи за функционирање и на некој начин можеби кога децата ќе имаат сопствена пракса на лице место, значи ќе се чувствуваат и поуважени од една страна, од друга страна веднаш им се дава занајатот во раце, така што голем дел од нив ќе се определат со самофинансирање со овие проекти што се Да, тоа е еден од предлозите. Кој ги дава предлозите? Законски ве прашувам, како оди тоа процедура? Кој ги дава предлозите да се воведе нов смер, како да се... Но се училиштата си праќаат барање, значи до Министерство за образование. Друго ми беше моабетот. Значи исто, средното угостителско Скопје. Значи тие во Скопје, се извинувам, тие имаат нели пекарски смер, не знам, готвачки смер и така натаму. Насока, се извинувам. Исто така ние имаме во земјоделското училиште пекарска насока, може би да се повржат со некоја прехрамбена, така, да се повржат со некоја, да кажеме, пекарска фабрика или ова како се вика, или кетеринг да подготвуваат, значи па со тие средства пак повторно да прават обрт на некој начин за да можат да набават репроматеријали. Можеби така би било на некој начин училиштата би се повеќе промовирале и би привлекле поголем број на ученици. Исто еве и за текстилниот смер, да кажеме, во текстилната насока во економското училиште. Значи, со организирање, не знам, на некои модни ревии каде што тие ќе може, а имаат машини за шиење. Да, имаат повремено, така, за да можат што повеќе, значи, да се изрекламираат, да се испромовираат тие насоки, да им се објасни на учениците дека и од тие насоки им може да се живее квалитетно и да се има добра екзистенција, барем оние кои што не планираат да си го продолжат своето, да кажеме, образование, па и да се дообразуваат, зошто да не. Например, да кажеме, еве, текстилна насока подоцна може да се запишат на Технолошкиот факултет на моден дизајнер.
Значи, Како што беше во така, минатото, меѓутоа што сега се пак е тоа демократско право и на родителот и на наставникот да се избере во кој училиште ќе се запише. Не ја кријат борбата у средните стручни училишта кога почнува она запишување на ученици во прва година, се разбира. Секој се бори. Меѓутоа, како... Да не испадне сега, ние повеќе се грижиме за оние кои работат на такви места и за сиот оној наставен кадар кој си го доведува во прашање, си ја доведува екзистенцијата, затоа што со помал број запишани деца и со помал број паралелки кои ќе функционират во училиштето, ќе останат без часови. А сега по законот, а било да имаш решение на неопределено, бројот на часовите ти зависи колку ќе земаш плата. Значи нема полна плата, а држиш 15 часа. 15 часа, држиш 15 часа ти се плаќат. И тие се виртуози, особено во ова време на ова технологија на реклама и се она што значи достапна информација до сите, се превзема за да се ублажи тој можеби природен проблем што се јавува. Велам природен затоа што ова транзиција многу штета направи во ова држава и сите овие предпријатија, фирми големи што пропадна и комбинатите е цело тој процес на транзиција. И сега треба сите ние да се соочуваме со тој проблем и да се прилагодиме како во тие услови да преживееме. Имате ли доставување на нови барања, на нови Има да се доставуваат нови барања до Министерството и Министерството си формира комисии, така да, еве веќе дел од училиштата најавуваат што е тоа што ќе го предложат за новата учебна година, затоа што е процес сепак тоа и во однос на се она што значи и програма за работа на тоа училиште што е дел од вашата работа, се она што значи пазар на трудот, пак велам, ние колку да сакаме да бидеме нели и социјална држава и се она што ајде сите да имаме да преживееме, сепак суров е тој пазар на труд кој ги диктира условите и мора сето тоа да биде усогласено едно со друго за да има подобри услови. Инаку во моментот грчевита борба се води да се сочуваат часовите и работните места на дел од овие кадри што ги имаме, што наведува па на некои други размислувања дали не треба и бројот на учениците во паралелките да се намали, со што би се создало можност и за повеќе паралелки да има, меѓутоа да има и да има можност да подобро се остварува програмата во самите училишта. Само да се надоврзам. Само едно прашање морам да прашам, колка е законска граница да има ученик во една паралелка? 25 до 24 во средните и 24 до 34 во основното училиште. Така. Вака, видите, јас не би се задржувала на транзицијата, затоа што тоа не е тема нели на денешнава дискусија, бидејќи ние сме представници сепак од областа на образованието, иако сите знаеме кога беше најголемата транзиција во Македонија. Не зборувам последиците што ги направи транзицијата, не давам оценка. Не, во ред, јас само потсетувам во кое време нели се случи таа најголема транзиција. Од друга страна, значи, кога зборуваме значи за средните училишта стручни. Еве сега јас имам информација и дека дури повеќето од училиштата имаат пратено барање до Министерство за образование за намалувањето на поените за запишување на учениците си со цел да се здобијат со ученик плюс. Позитивно одговорено на тие барања? За економското училиште, да, мислам дека е позитивно одговорено, а мислам дека и за другите, затоа што факт е дека нели тие ученици мора да се запишат негде, а од друга страна и да се пополнат паралелките си со цел за да не остане наставниот кадар без часови. А од секогаш било така, значи според бројот на часови се зема и платата во образованието, значи зависи од наставникот. Тој што има пола фонд часови зема пола плата, тој што има полн фонд на часови зема значи цела плата. Така што во однос на тоа прашање толку затоа што пак ќе кажам, демократско право е на ученикот. Значи ние имаме ученици кои што завршиле овдека во Куманово основно образование, ама не се запишале во ниту едно средно училиште во Куманово. Значи се запишале во Јахја Кемал во Скопје или во Корчагин во Скопје или се запишале, не знам, средно уметничко, средно музичко училиште во Скопје. Значи имаме и такви ученици, така што сега ние факт е дека
училиштата се борат за ученици, меѓутоа пак ќе кажам, многу зависи од менаџерскиот тим, добра реклама, добра пропаганда може да привлече и поголем број на ученици баш за овие стручни, повеќе што се стручни насоки. Тука се доведува и На оваа тема само уште еден податок. Кога се прави планирање и се дава предлог до Министерството, затоа што министерот го распишува конкурсот за пишување на ученици во прва година во средните училишта. Така? Исклучива надлежност е на министерот. Добро. Врз основа на предлози што ги дава. Така. И се тргнува од една фактичка состојба која е таа бројка што може да биде по основна капацитет на училиштата, инфраструктурата во образованието, наставен кадар. Таа бројка е дупло поголема од онаа што фактички се запишува. Али основен податок е колку деветоделенци ние имаме во Куманово кои завршиле сега во јуни месец и колку треба да очекуваме. Таа бројка буквално за десетина деца е различита во однос на она толку завршиле, толку сме запишале. Сакате да кажете дека мала бројка се децата кои што да учат во други училишта, во други градови, така? Не, вака. Значи, во Куманово гравитира Старо Нагоричино, општина Старо Нагоричино, со околу 60 ученици ова и дел од Липковската општина, каде што покрај гимназија тие нема друго средно училиште во гимназијата. Така да дел од гимназијата која не може да ги прифати сите, доаѓаат во сами фрашери и во сите стручни училишта се од таму се запишуваат помалку. Ма тука гравитираат и од Кратово и од Крива Паланка, интернатот, значи и во интернатот имаме доста ученици кои што се од тие градови. Зборувам за овие наши, меѓутоа и од Кратово и од Паланка и од Ранковца и така натаму. Меѓутоа капацитети се многу поголеми од она што ние го имаме и што го прифаќаме во според конкурсот, например, се бара да кажеме 2000 ученици се запишуваат тие што се. Можам да ви го кажам и точно податок колку се планирани и колку се за на конкурс. На конкурс за гимназија Гоце Делчев предвидено е 340, запишани се 255. Мислам дека тоа е ставено заради можност да бидејќи самото образование е задолжително. Ова исклучиво на тоа сакав и јас да го кажам бидејќи на српски јазик. Во сами фрашери 272, запишани 245. Во Нација Буџони предвидено. Таа практика почна од како се донесе законот. Не само тоа, се остава простор доколку се јават ученици од другите околни, да кажеме, градови тука да се запишат, а од друга страна јас пак ќе кажам колку и ние овдека сега да бараме начин како да ги привлечеме учениците, колку и да сакаме, значи да го направиме тоа, пак ќе се вратам на она демократско право на родителот. Некогаш децата се isforsirani од страна на родителите да запишат некое средно образование што можеби не им е по нивна волја, затоа што родителите ја гледаат перспективата на нивното дете, можеби баш во таа струка. Така. И тука се навраќаме на она прашање дали се инвестира доволно во квалитетен наставен кадар. Се инвестира во смисла дали се инвестира. Па дали наставниот кадар се обучува, мислам дека повеќе задолжен за ова прашање согласно ингерициите. Вака. Се инвестирали доволно во однос на наставниот кадар во град Куманово, значи јас можам да кажам дека можам да зборувам само за наставници по македонски јазик, бидејќи сум советник по македонски јазик и имам некоја слика од оние наставници кои што сум ги посетила, односно каде што сум била на увид на час и сум направила советодавна стручна посета. Значи, можам да кажам дека ние располагаме со квалитетен кадар. Сега, наставникот, сите тие луѓе кои што работат во училиштето, сите тие наставници се вреднувани за своето знаење со факултетска диплома. Факултетската диплома не значи дека ќе биде добар наставник. Значи, мора понатаму, нели, да биде пред се добар педагог, да ги сака децата и тоа е многу важно, да има убав однос спрема нив, меѓутоа и да се надоградува себе си. Значи, добар наставник е креативен наставник. Што значи креативен наставник? Значи, да инвестира во својот професионален развој, затоа што пак ќе се навратиме на она народната човекот учи додека е жив, да применува современи техники, интерактивни методи, да се прилагодува спрема времето во кое што живее. Бирото за развој на образование во рамките на своите надлежности, значи врши постојано истражување на терен и
ги согледува, значи, потребите на самите наставници, на самите училишта, па според нивните потреби се одвиваат, односно се извршуваат и разни обуки. Таква една обука следеа наставниците сега од средното образование за креативни техники и интерактивни методи во средното образование. Имавме доста позитивен фидбек од страна на наставниците, така што Бирото за образование, значи, постојано одржува вакви обуки. Исто така, со задолжение од страна, значи, на Бирото за развој на образование, советниците одат и на советодавно стручни посети кај наставниците, се со цел за да им помогнат, значи, во нивната работа, да им објаснат на кој начин треба, значи, да направат организацијска поставеност на својот час и така натаму. Сега најново нешто што се случува во образованието за професионален и кариерен развој, значи, на наставниците, е кариерен развој во наставник советник и во наставник ментор. Значи, наставниците треба да, сите оние наставници кои што нормално сакаат да аплицираат за вакво нешто, односно да одат чекор понапред во својата кариера, значи, треба да исполнат одредени услови кои што се однесуваат, нели, на држање отворен час, на прибирање на соодветни материјали. Сега да не ве задржувам, да не се расплинувам што се треба и која документација да биде подготвена. Истата ја разгледува, значи, разнообразна комисија составена од повеќе членови кои што се сите представници на образовни институции и доколку наставникот ги исполнува сите услови, значи може да напредува кариерно во наставник ментор или наставник советник, каде што тоа му се отразува утре и на неговата висина на платата, со тоа што тој наставник се, освен оние други ингеренции што ќе ги добие, исто така добива и поголем паричен надоместок за тоа што напредувал во својата кариера. Значи, се зависи од самите наставници, сите тие кои што сакаат да работат, кои што сакаат да учат, имаат можности и можат да се развиваат професионално. Вие ги рековте тие законски прописи, оние што навистина, но прашањето поинаку би го поставила, дали се фаворизираат одредени учителки и дали тоа алудирате. Одредени настави. Мислам, тоа е се во ред вие што го правите, веројатно има некои бенефици. Во смисла дека одредени при запишување, например, на учениците, може да се констатира дека најтешко во Македонија во последно време да се запише дете во градинка, уште потешко во прво одделение, најлесно на факултет. Мислам, тоа е она што можеме да го согледаме. И какво е вашето видување? Знам дека тука нема да ги представите вашите институции, се разбира. Не, субјективно овдека јас субјективно ќе настапам, колегата. Ниту имате право како институција. Не, како институција. Дека немате право да ги оценувате квалитетот на образованието. Не можеме никако. Секторот за образование. Веднаш да се оградиме од ова. Значи се фаворизира. Факт е, господине. При запишување во прво одделение, вие сте родител, секогаш бират покрај училиште, нели, што е она реализација што го спомнавме, овај определено со реонот, што не мора да значи дека мора да биде така. Друго и сите си бараат одредена учителка или учител кој смета дека е најдобар. И ние секогаш им укажуваме на училиштата дека треба училиштето да запишува ученици во прво одделение, а после тоа да се направи распределба на тие ученици по одделенија и таму да се изберат начин на кој ќе се определи кој одделение, кој учител ќе го земе како прво одделение. За жал тука се главни кривци, па немаме ингеренции, ама главни виновници во сето тоа се родители. Ако не е кај тој учител или таа учителка, особено учителки, не, ќе го отпишам детето, ќе го запишам во друго училиште. Нели, соочени се училишта со такви одредени ситуации кои треба да се надминат. И ќе работиме на тоа во поблага форма да се започне, меѓутоа да сватат дека не може сега, вика и во оваа паралелка кај таа учителка запише 39. А зборуваме дека поубаво се работи со 25 деца. И поубава за работа. И нормативите така одредуваат. Во моментот, меѓутоа, нели, од до. И подобро е она од него до. Тоа веќе до е многу потешко да се работи, особено ако има во инклузија деца со посебни потреби, така да тоа веќе ја отезува работата. Оваа тема е премногу комплексна за да можете и двајцата. Значи тоа постои ова основното прашање. Беше, меѓутоа се бара начин како тоа да го елиминираме за да не го прави. Имате ли ингеренции како сектор, имате ли ингеренции како регион? Ние им укажуваме дека не може, знаеш, доаѓаат, има ургенции сега и за запишување на деца, кај која учителка, па бодови, она што го кажа
колешката за бодовите. Тоа си е во ингеренција на Министерството, тоа е со закон утврдено дека после првиот круг, ако нема доволен број на ученици, тогаш се намалува. Значи, од една страна имаме задолжително, од друга страна тоа е, тие ученици ни се со тој успех и да, затоа што сите мора да се запишат, не, бидејќи е задолжително. За ова што кажавте за за фаворизација, не, јас субјективно ќе настапам сега, затоа што не можам да ја представувам во, мислам, мојата институција. Не само што немам ингеренции, не можам да зборувам за нешто за кое што не е надлежна мојата институција. Факт е дека се фаворизираат одредени, значи, наставници, меѓутоа тоа се случува исклучиво во оделенската настава. Зборувам за од прво до пето оделение. Затоа што родителот тогаш најмногу форсира каде детето негово да биде запишано, а подоцна кога ќе дојде тоа дете во предметна настава 6-то оделение, значи веќе не може да бира. Значи кој наставник му се падне да му предава, тој наставник, значи сега. Од една страна ја сваќам борбата на родителите, затоа што секој си го сака најдоброто за своето дете, нели? Од друга страна не е во ред, значи родителите да вршат не пресија, туку да ги оценуваат наставниците кога не се од нивната бранша. Значи, јас, кога би била наставничка во оделенска настава, не може родител кој што има сосема поинаква професија да одредува дали јас сум елоквентна, дали јас сум подобна, компетентна или добро организирана наставничка, оделенска наставничка. Самата фаворизација на оделенските наставници потекнува од самите родители. Ке се јави, значи, одредена бројка задоволни од некоја наставничка, што велам, наставниците во оделенската настава навистина се многу важни, затоа што го поставуваат темелот на знаењето, понатаму само се тоа надоградува. И сега некоја наставничка, да кажеме, применува многу креативни техники, интерактивни методи, активности за деца, родителите задоволни и сега ќе ја форсираат и сите ќе сакаат кај таа наставничка. Можеби и другата истото го применува и верувам дека тоа е така. Меѓутоа, добар глас ја бија, еве народски кажано, таа наставничка и сите сакаат кај неа. Тука мислам дека најдобар пресек може да направи менаџерскиот тим на училиштето. Со тоа што бројот на деца ќе биде еднакво распределен во сите паралелки, половата структура исто мора да се запази, не може сега во една паралелка да има 3 девојчиња, 25 момчиња или обратно. Исто така и самата, значи, социјална структура на учениците треба да биде еднакво запазена. Се со цел, нели, и затоа јас, кога во прашање, значи, сега ќе начнам едно друго прашање што не ни е тема за носење на униформи во училиштето. Секогаш сум за униформа, затоа што на тој начин децата се сите изедначени. Мислам дека тука ќе се согласите и вие, бидејќи претходно сме имале емисии, имате позитивно мислење во однос на поголем дел од училиштата тоа веќе го спроведува. Факт е, меѓутоа ние немаме никакви ингеренции, ниту ние како Биро за развој на образование, ниту сега да не зборувам во ваше име, меѓутоа не можеме ние сега да фаворизираме или да не фаворизираме, тоа никогаш не го правиме. За нас сите наставници се квалитетни наставници. Простор, значи тука мора да го заокружиме разговорот, комплексна е темата, дури само начнавме одредени прашања, секако дека има многу простор за разговор. Ќе ве поканиме повторно во однос на првото полугодие, резултатите од она што учениците ќе го остварат и ќе ги повикаме поединечно училиштата да кажат кои се нивните недостатоци, проблеми, позитивни работи, она што се разбира и преку информативните изданија, постојано информираме промотивно во однос на направените проекти, сето она што се гради, сето она што се спроведува за нашите ученици и за нашите сограѓани е навистина она што го поддржуваме и ние како медиум. Ви благодарам и вам и на двајцата за учеството. Се надевам ке од оваа емисија ќе произлезат одредени размислувања и во кај едната и кај втората страна, така што ќе тргнат во една заедничка насока. Не сме две страни. Вие сте иста страна, така. Со своји надлежности во оваа дејност. Што побрзо ги надминеме тие две страни, да видиме сите заедно. Така, меѓутоа сме две страни со различни надлежности. Да, Бирото за развој на образование си има други надлежности. Благодарам и на вас што не поканивте во емисијата. Ви посакувам, значи, се најубаво и понатаму уште многу успеси. Ви благодарам и вам. И благодарам се од моја страна и да се видиме повторно. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.